Куманово вчера го прослави верскиот празник Свети Никола со масовна литија. Во соборниот храм Свети Никола со литургијата чиноначалствуваше европскиот митрополит господин Пимен, заедно со домаќинот Кумановско-Соговскиот митрополит господин Григори и епископот Стобиски господин Јаков. Беа разменети пораки и желби за добро здравје и берекет за имендените и семејните слави, како и заштита на прочуениот светец. Инаку Свети Никола е заштитник на сиромашните, морепловците, рибарите и децата. Тој е оној што ги принесувал даровите за сите и за се. Тој е оној што ги осветувал даровите, правејќи ги од леп и вино во тело и крв Христови, за да го собере на литургија честниот и верен народ и на тој начин да ги соедини сите со Христа. Иако не го ставиме на прво место ова знаење за светиот Николај, дека е епископ кој го приведува својот народ кон Царството Божјо, туку да почнеме повеќе да се воодушуваме на сите оние чуда негови што ги направил и на сите оние милосрдие што ги направил. Нема да биде чудо ако нашата слика за светиот Николај се искриви како што е искривена сликата негова на запад, споредувајќи го со оној дебелкаст човек со бела брада и во црвена облека, кој некаде го нарекуваат Свети Никола, некаде Санта Клаус, некаде Дедо Мраз и како ли све не. И тоа ќе биде нашата слика за него. Во името на Свети Никола да направиме, да поделиме некоја играчка на децата, да изнудиме некоја насмевка на лицето на децата, наместо да ги донесиме децата и на овој празник да ги причестиме со телото и крвта Христови, за да можеме утре да рачунаме дека тие деца ќе бидат христијани. На вас сите овде собрани во ова соборна заедничка најпрво литургија, а еве сега и осветувањето на водата, со која што и претходно на вакви литии се собиравме и ова останува континуирано да го правиме секогаш во градот Куманово како традиција која што ќе искажеме честа почита за делото на Светиот Николај, кој ќе го молиме секогаш да не застапува со своите молитви пред воскреснатиот Богочовек Христос. По литургијата за Свети Никола, верниците ја организираа масовната литија од соборниот храм до градскиот плоштад, каде што беше извршен водосвет и беше благословена и прекршена празничната погача.